Беше тоа на 2 декември 1884 година, кога во Скопје е роден Јахја Кемал Беатли, турски поет, еден од основоположниците на современата турска поезија. Умре во Истанбул на 1 ноември 1958 година. На 2 декември 1942 година во Чикаго за првпат практично бил остварен процесот на јадрено цепење. Експериментот успешно го извеле научниците кои работеле на тајниот проект за производство на првата атомска бомба. Беше тоа на 2 декември 1944 година, кога со отварањето на првата автобуска линија на релацијата Скопје-Битола и Прилеп-Битола и со мобилизацијата на 4 расположиви автобуси, почна новата историја на сообраќајната гранка во Македонија. Собранието на деловната седница Македонија сообраќај на 4 декември 1984 година донесе одлука 2 декември да биде прогласен за ден на работниците од јавниот патен сообраќај во Македонија. На 2 декември 1945 година почина Атанас Петров Думев, познат како Велко, македонски револуционер, учесник во Македонското револуционерно движење и член на Македонската револуционерна организација. Беше тоа на 2 декември 1946 година, кога по борбата што се водела помеѓу македонските партизани и грчката владина војска на патот Лерин-Песодер, грчките власти започнале со терор во селото Буф. Околу 200 полицајци и 80 вооружени монархисти од околните села вршеле грабежи, горење и пустошење. Запалиле 46 трла, плевни, воденици, зверски мачеле 28 невини македонци. На 2 декември 1952 година се одигра пријателски надпревар помеѓу фудбалскиот клуб Вардар и Малме. Надпреварот се одигра во Скопје само 5 години по формирањето на Вардар. Пред полните трибини Вардар извојуваше победа со 3:1. Беше тоа на 2 декември 1962 година, кога е роден Владо Бучковски, македонски универзитетски професор и политичар, поранешен премиер на Република Македонија. Беше тоа на 2 декември 1993 година, кога Франција официјално објави дека ќе воспостави дипломатски односи со Република Македонија. На 2 декември 1998 година, владата на Република Македонија донесе одлука за доаѓање на НАТО силите во Република Македонија во функција за излекување на верификационата мисија на ОПСЕ во Косово. 2 декември е ден на работниците од јавниот патен сообраќај во Македонија и светски ден на укинување на робството.